Дали конечно ќе успееме да се преброиме? По цели 18 години Македонија ќе добие попис на население. Владата го усвои предлог законот за попис со кој е предвидено идната година да се попишат граѓаните. Истиот ќе ги офати лицата кои живеат во земја во странство, истакна првиот човек на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Тој додаде дека ниту овој пат нема да изостане графата за етничко-културолошки и религиозни карактеристики. Главната новина е што ќе се спроведува со така наречен комбиниран метод, нешто што досега не било пракса во Република Северна Македонија, а било пракса во други земји во светот. Овој метод подразбира истовремено попишување на терен, што е класичен метод интервју лице во лице, но и користење на податоци од регистри, односно бази на податоци кои што се наоѓаат во државата. Овој попис ќе се спроведе со електронски прашалници. Значи било кое лице може да се попише и по повеќе пати. Студенти кои што живеат, кои што студираат на друго место, нивните домаќинства се на друго место, може да дадат податоци и лично, може да даде некој друг во нивно име. Значи, можноста за двојно или повеќекратно попишување е елиминирана во секој случај. Симовски очекува први резултати да има 6 месеци по спроведувањето на пописот. Велам, можноста за консултација на базите на податоци ќе ни даде многу поголем квалитет, бидејќи сите податоци содржани во овие бази се документирани. Целата статистичка операција ќе чини 8,5 милиони евра, ќе бидат ангажирани околу 6000 лица. Целата територија на државата ќе биде поделена на 45 пописни реони. Последниот официјален попис во земјава е спроведен во 2002 година. Претходниот обид во 2011 година пропадна без да се наведат точните причини, но неофицијално спорна беше процентуалната застапеност на етничките заедници.